би позитивен исход, како што и самите знаете. Тоа е во врска со реалниот пазар и фирмата Полимер. Меѓутоа, вчера имавме седница на Совет, каде ги озведувавме програмите на јавните предпријатија. И јас лично поставих едно прашање до директорот на јавното предпријатие Пазари, што се случува во врска со долгот кој што го остави Полимер за сметки за осветлување во висина од 9 милион денари. Меѓутоа, добив еден чуден одговор од директорот. Сметам, може би дека имавме хитна работите, може би вие треба да му пренесете, дека јас не можам да го побарам тој одговор од Полимер, бидејќи броилата кои што се наместени во пазарот се во собственост на општина Битола, што значи дека некој тие обврски треба да ги плати. Мене лично ме интересира дали тоа ќе го направи општината, дали ние како општина сме го тужиле за тие обврски Полимер и дали доколку ги платиме, не сметате дека со тоа ќе оштетиме општината со вредност во висина од милион денари. Ова беше оно што сакав да се навратам како дел од претходната година, односно прашање кое што се одолговлекуваше. Понатаму, почитуван градоначалник, ние многу често зборуваме за тоа дека во Битола ништо не се прави, Битола тапка во место, Битола не се градат капиталните проекти. Еве, јас денес ќе бидам малку по-либерална во своите размислувања и би сакала да ве запрашам дали може би не е тој проблем до вас. Би сакала да ми одговорите колку парични средства владата на Република Македонија префрлила на сметката на општината, на општина Битола, по периодот од 2010 до 2014 година за остварување на тие капитални проекти. Меѓутоа ќе ве замолам во тие средства доколку може да не ми ги кажувате оние средства кои беа префрлени за жабени, бидејќи знаеме дека тие средства беа наменски и тоа беше наменски потрошено. Значи, ме интересира колку општина Битола ја почитуваат во Скопје, односно колку владата на Република Македонија се залага за нашиот град. Ова би го поставувам како прашање, бидејќи доколку вие, како градоначалник, немате средства за да ги направите некои од проектите кои што беа ветени за 2014 година, дали проблемот е во тоа што немате помош од централната власт, или е проблемот во тоа што ние како општина сме ги потрошиле средствата кои што биле наменети за тие проекти. Уште еднаш ќе ви повторам, сакам малку по-либерално да го поставам прашањето, дали може да ми кажете дали вие сте крив или сепак тоа е поврзано со централната власт. Понатаму, како прашање или сугестија, и јас ќе се навратам како претходните колеги во врска со културата. Јас лично не се сомневам воопшто во вашите квалитети како уметник. Меѓутоа има една работа која што јас ја имам како дилема. Дали овие културни манифестации кои што се прават во Битола, вие лично сте запрашани за тоа каков квалитет на уметници ќе се донесат, колкави се износите, односно хонорарите кои што се трошат на тие уметници, бидејќи уназад неколку дена на комисиите ние бевме, односно прашувавме кој е задолжен, не префрла од одделение за финанси на одделение за култура и од одделението за култура не враќа назад во одделението за финанси. Моје мислење е дека ниеден од нив не поминува без ваш амин и затоа од некои работи сум навистина зачуден. Како пример би го взела еден настан, ова истото прашање го поставив и пред неколку седмици, меѓутоа никој не можеше да ми одговори. Би го взела како настан еден во летото за време на Битфест, пред ВИП. Имаше една музичка група
која што беше многу чудно облечена за нашиот менталитет на градот. Значи, беа присутни, не знам дали ги видовте, јас искрено да ви кажам, ги посетував за да видам колку има посетеност манифестациите. Така, беа облечени во црвени фустани и беа боси. Пеа некоја музика. Јас искрено слушам музика, меѓутоа ваква музика нема во суштината. Прашав многу луѓе дали ги познаваат која група се, добив одговор од некои дека биле дури и од странство. Меѓутоа, за да донесиш група од странство, која не ја знаат ни 2% од луѓето кои што се во градот, сметам дека е многу храбар подвиг. Ке ве молам, колега, ако може да не ми дофрлат. Може? Значи, јас сум премногу културна и не ви дофрлам. И мислам дека не го бригам градоначалникот, па вие да ми дофрлат. Значи, најкултурно го прашувам. А дали е цеца или не, тоа вие си знаете. Таа е позната. Ве молам. Значи, кога ќе станете на оваа говорница, можете да прашате зошто цеца не ја донесол градоначалникот. Пошто вие сте од власта. Во моментот јас поставувам прашање. И сметам дека сум културна, а вие сте некултурен. Ме интересира дали некој ве консултирал, може би проблемот до луѓето кои што ги избрале тие уметници, може би проблемот во нас, меѓутоа, да ви кажам искрено, истата ова манифестација се поклопуваше во тоа време со Бибофест. Значи, половина од луѓето, кои што, еве така да ги наречеме, се во вашиот тим, беа присутни на Бибофест, а не беа на ова манифестација. Значи, навистина, контрадикторно до некаде, зошто не би биле присутни на една група која што дошла од странство и која што е изнаимена, односно хонорарите се платени од општина Битол. Понатам, како завршна сугестија, сакала да ве запрашам зошто не направиме некоја манифестација во Битола, која што ќе биде типична за битолските луѓе, за битолчани. Значи, еве имаме во Штип Пастрамалијада, во Прилеп имаме Бибофест, значи секаде нешто што е типично. Јас ќе ви дадам еден предлог. И навистина, доколку сакате да го реализирате, јас лично би ви помогнал. Сметам дека можете во Битола да направите чкембаријада. Значи се прави со угостителските објекти, нешто што е препознатливо за Битола. И сметам дека многу повеќе луѓе ќе соберете, отколку луѓе кои што дошле да ги гледаат овие мажи во црвени фустани. Ви благодарам. Благодарам.